Да се заблагодарам уште еднаш за оваа исклучителна можност да ги чуеме приоритетите на шведското претседателство. Сакал само на две работи да се задржам. Прво се зборуваше доста за делот на владење на правото и на борба со организираниот криминал и корупција. За жал мислам дека тоа е тридецениска тема која што се говори и тука во собранието и во македонското општество, но резултатите изостануваат. Ако нешто во моментов ги загрижува граѓаните и нешто е причина граѓаните да размислуваат и да ја напуштат државата, мислам дека во моментов најзначајната причина е високо распространетата корупција и криминал, кој што не ги има само на високо ниво, туку за жал се спуштени на најниско можно ниво. Нема институција, нема сектор каде што наместо да владеат правилата или да владеат законите или да владеат добрите практики, владеат стандарди кои што се поврзани со лична корист на одредени службеници кои што работат таму. И како што кажав, тоа е причина бројни луѓе да размислуваат и да ја напуштат државата, и ако во изминатите години државата се напушташе пред се од економски причини, сега се напушта и од семејства кои што се добро ситуирани, и од семејства кои што ги имаат решено основните екзистенцијални проблеми, најмногу заради ова прашање. Тука секако морам да искажам моја загриженост за најновите одлуки на одредени земји членки на Европската унија, пред се тука мислам на Германија, кои што силно ја либерализираат политиката за издавање на собствени државјанства, што мислам дека дополнително ќе иницира еден процес на иселување не само од Македонија, туку од целиот регион. И регионот заглавен во оваа идеја за проширување и во желбата за напредок, наместо да напредува, станува добар извозник на едуцирана работна сила. Тоа е предизвик со кој што ќе се соочува и Македонија и регионот во периодот кој што доаѓа. И мислам дека е нефер предизвик, затоа што на ниеден начин овој регион не може да биде компетитивен со најразвиените земји членки на Европската унија, а влечењето на најдобрите кадри од Македонија и од регионот дополнително ќе го влече регионот надолу. Втората работа која што сакам да ја споменам, ја знаеме сите добро, е во однос на дополнителните услови кои што секогаш се поставуваат на Македонија. Дали тука зборуваме за промената на името, дали тука зборуваме за условувањето од страна на Бугарија, постои чувство дека тоа е еден процес кој што никогаш не ја прекинува. Ќе употребам една паралела, иако не е целосно соодветна. Шведска се обидува да стане членка на НАТО, алијансата има условување од страна на една друга земја членка на НАТО алијансата, тоа е во случајот Турција. И мислам дека премиерот на Шведска имаше една многу корисна изјава деноиве која кажа има работи кои што може да ги направат, но има и работи кои што не може да ги направат затоа што се спротивни на нивните вредности. И во таа насока мислам дека треба да биде испочитувано и мислењето на мнозинство пред се од македонскиот народ, затоа што прашањата кои што се поврзани со Бугарија го задираат директно делот на самоопределување на македонскиот народ, каде што точно има работи кои што народот едноставно мисли дека не треба да бидат прифатени. Во таа насока во следниве 6 месеци се надевам дека ќе имаме добра, плодна соработка. Во исто време се надевам дека Македонија ќе е пример дека може да се напредува кон Европската унија, дека може да се отворат пристапни преговори, тие да преговори да се одвиваат после тоа брзо и да бидат насочени само и исклучиво на она што се копенхашки критериуми, насочени кон сите останати кои што претходно веќе станале членки на Европската унија. Ви благодарам уште еднаш.